Производителите на прас од населеното место Градашорци, општина Василево, повторно го изложија своето производство по селските улици за да упатат силна порака дека овој зеленчук треба да се конзумира, а надлежните да размислуваат за изградба на преработувачки капацитети и сушари. Според нив откупните цени во моментов се задоволувачки, но за поголеми површини по оваа култура потребни се преработувачки капацитети. Ово на сушара треба, ама дали ќе се това се кажува уназад колку години, а не е направено още. А треба да работат. Ние сме тука земјоделски крај. Ако може, би требало да има. Зашто се саде тука праз доста. За шушара нема, за месари може да го взимат. Значи се пълна калбаси, без разлика, бајци си право од него се. Најквалитетни праси могрошорци. Ги посети министерот за земјоделство Трајан Димковски. Вели дека државата дава поддршка од домашни и странски фондови за изградба на преработувачки капацитети и сушари и во висина од 65% од вредноста на инвестицијата. Преку самите фондови 65% е кофинансирана инвестицијата и сакаме да укажеме дека токму од овој производ од празот може да се прават многу зачини, односно состојка е во многу зачини каде што она дополнително производство, односно сушење, кое што ќе го продолжи во целата година да го има на пазарот, е еден дел во кој што нормално ние ќе ги потикнеме бизнисмените, оние кои што сакаат да инвестираат. Во Градашорци секоја година бербата на прас се прославува со манифестација на која домакинките нудат разновидни специјалитети за дегустација, а општинските власти се обидуваат да ја продолжат традицијата со промоција на оваа производство. И Градашорци како населено место каде се произведува најквалитетниот прас во државата и на едно место да се соберат производителите на прас, откупувачите, преработувачите и секако крајните корисници. Денес во услови кога екологијата и заштитата на животната средина се почести теми, од овде можам да кажам, да пренесам дека овде во нашиот крај, на нашите ниви, се уште се произведува здрава храна. Повеќе од 500 хектари се засадени со прас оваа година како втора градинарска култура, но опште впечатокот дека ова производство етапно се намалува, пред се заради немање сигурен пласман.